Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Со представувањето на нашата следна легенда, Алјоша Недев, практично го заокружуваме представувањето на семејството Недеви, кои се тие, сите добро знаеме. Недев, Венцислав, главата на семејството, така би рекол, е еден од првите каратисти во Македонија, потоа и неговите два сина и ќерката тргнаа по неговите стапки. Денеска ќе се запознаеме со него, иако го знаеме вака од спортски аспект, меѓутоа подлабоко ќе навлеземе во неговата кариера и во неговите постигнувања, па да стане јасна и комплетна сликата за семејството Недеви, што тоа значи во македонското карате, посебно традиционалното карате, а преку тоа што значат и во светот како репрезенти од Македонија. Па еве, Алјоша, дадов еден вовет, сега тебе ти останува да ни кажеш какви беа пак твоите почетоци за Дејан и за Јадранка. Слушавме во минатите емисии, сега ти како најстар од таа тројка, еве, да заокружиме и да кажеме како изгледаше сето тоа. Предпоставам дека тоа беа и се уште се пријатни години во семејството Недеви, кои не само што го држат традиционалното карате во Македонија, туку со години се грижат и за обстојувањето на карате клубот работнички, кој е еден од најстарите клубови во државата, би рекол, кој има континуитет во своето работење, токму поради големото ангажирање на сите вас што припаѓате во семејството Недеви, предводени од главниот диригент Венцислав. Мора така да кажам. Да. Па еве повели. Добро, Зоки, најнапред еве да се заблагодарам за поканата во вашата убава емисија, значи да гостуваме и да кажеме и однапред да кажам едно добро дојде, затоа што сте дојдени кај нас во салата на карате клубот работнички, каде што мако трпно сме работеле со години, генерации пред нас, нашата генерација и генерациите што следат после нас, каде што успеале да стигнат до големи врвни резултати да ги постигнат на меѓународните надпреварувања. И да афирмираат Македонија, Македонија, да, тоа е најважното. Го одбрале тој спорт, ние секако, значи, додека ние сме се труделе кога сме биле на надпреварувачка кариера, а и сега, како тренерска кариера, се трудиме максимално, значи, да го пренесеме нашето знаење, кое ќе им помогне, значи, да успеат во она што е нивниот сон, како што некогаш беше нашиот сон, да ги оствариме тие големи успеси и резултати. Не знам ти дали си сонувал дека како млад на времето, кога си почнувал со карате, дека ќе освоиш 3 светски титули. Имаш 3 злата од светските првенства, па затоа интересно е да кажеш во тие моменти кога почнува каратистот, каде се насочени неговите желби, дали да стигне до тие светски височини или само онака да се занимава со карате спортот. Ти како се чувствуваше? Ти дали помислуваш што ти ќе стигнеш толку високо? Па, вака, уште од самите почетоци, значи јас имам доста мал, да кажем не млад, него мал, почнато да се занимавам со оваа боречка вештина. Тоа е секако пред се, затоа што мојот татко беше тренер и јас тргнав, да кажеме, по неговите стапки, со тоа што од самиот почеток бев во салата. Иако не тренирав, мене многу ми интересираше и гледам тие бели кимона на постарите генерации пред мене што тренирале, како е вежбаа таа боречка вештина и толку ми било интересно уште што од самите почетоци, значи јас некаде на 4 години мислам, имам точно тоа, татко ми поточно знае, ама мислам дека се толку години кога сум започнал првпат да вежбам во салата. Претходно нормално не сум бил пасивен, сум бил активен, сум трчал, сум ги пратил тие физички и моторички вежби што се правеле, значи на самите тренинзи. И уште како самиот... дете си ги имитирал по старите? Сум ги имитирал, дури мислам дека имаше една, се сеќавам на една стара емисија,
и мислам беше наменета за Луиза Гашева. Мислам дека македонска телевизија, не се сеќам точно која емисија беше, и буквално и мене ми имаше на снимка на таа, се сеќам, мислам дека уште некаде таму ставена се врти. И Луиза Гашева, значи, демонстрираше, тогаш имаше освоено некој голем резултат, знам, на беше ниво на европска младинска првенка. И се снимаше баш буквално во долната сала, до оваа сала. И јас седев од страната во малечок, не бе во кимон облечен, тогаш уште немаше толку мали кимона, можеби. И не бев во кимон облечен, ама така бев заинтересиран и ги гледав тие резултати. Мислам, уште од таа возраст пратев што значи да освоиш голем резултат, што нормално ми дало потик за да продолжам понатаму и јас со моето тренирање да стигнам до некој си такво високо или барем приближно ниво во моментот што ги освојуваат тие на такмичари. Кога почна со оние вистински тренинзи, со ова имитирањето на повозрастните, кажа. Меѓутоа, да се вклучиш во тренажниот процес. Тренажниот процес, јас го почнам, буквално кажат, на 4 години, ама сепак знаеме, тоа е премногу мал за да стекнеш некој си добро знаење од тој боречки спорт. Јас континуирано сум продолжил да вежбам после тие 4 години и со текот на годините како јас сум растел, значи се повеќе и повеќе сум длабоко навлегувал во таа боречка вештина. Каратето, кое што во денешнината ми донело многу голем допринос за во моментот тоа што сум го постигнал од спортската гледна точка, но и од секојдневниот живот што сум го продолжил понатаму да го работам. Многу труд се внесло уште од самите години, значи на тие 5-6 години јас сум почнал да се надпреварувам на тие пионерски надпреварувања и јас секогаш ми било предизвик да настапувам и да се надпреварувам со постарите од мене, кои што нормално биле моторички поразвиени од мене и имале поголема сила. Да им покажеш и нив дека можеш. Буквално ми било предизвик. Јас сум ги губел тие борби на надпреварувањата и ствари премногу мал сум бил, него катите додека сум настапувал да ги изведувам, јас сум губел. Ама секогаш ми било предизвик со секој тој пораз што ќе сум го како мал правило да бидеш посилен. Правило да ми биде посилен, што и денеска треба да се наметнува, значи во сите спортови, значи секој пораз мора да ти биде предизвик, значи да работиш повеќе, да бидеш сконцентриран на тоа што го работиш, да не ги избегнуваш сите тие тренинзи тешки и буквално за да можеш да стигнеш до целта која што ти е поставена пред тебе. Да, поставена пред тебе. Значи, од самите почетоци, значи, најнапред пред се, покрај што ми беше тренингот, ми беше и дружбата. Ајде да ги кажеме на таа возраст, не се колеги, ама другари да ги кажеме, кои што секојдневно, значи, сме имале по 3, 4, 5 тренинзи неделно, значи, и ние сме се гледали, некако не било тој термин кој ќе дошол за тренингот, радост и ни недостигал во текот на денот додека го немало него. Одвај чекаш да дојде одвај чекаш да истренираш. И што помислуваше само на тренингот или викаш, сега ќе начекам овој противник ме победи тога, па ќе му покажам. Тоа е многу интересно во детските години. Во тоа време, јас иако сум почнал многу мал, толку млади дечиња не доаѓаа на тренинзите. Сите почнуваа, значи јас ако сум почнал на 4 години тренирам, тие некаде од 7-8 години почнувале да се занимаваат со тој карате, со таа боречка вештина, бидејќи не ги пуштаат толку млади, за разлика од денешницата, денеска претежно млади дечиња почињаат, што е и добро, според некои истражувања што се направени медицински, и сите педијатри, значи ги препорачуваат, значи тие млади генерации зашто почнувате со оние вежби што се вообичаени за развој на младиот организам и да се изгради во една здрава, права спортска личност која што ќе му одложи, не мора да стане спортист, него да продолжи во животот да се чувствува здраво. И во тој период постари генерации се запишува и јас секогаш ми беше предизвик, дури и како мал, сега не зборам точно на тие 7-8 години, ама веќе 9-10 години јас сакав да влегувам во спортски борби со нив, ми беше предизвик, значи да добиам удар, да ја осетам таа болка, да знам подоцна да тоа го и ти да удриш. И јас да удрам, а и нормално да знам да се заштитам. И тие тренинзи многу ми оставија впечаток од тие времиња, нормално што тие тренинзи ги водеше мојот татко Венцислав Недев,
И секогаш ме попречуваше, ми ка, ало, мал си, Алјоша, врати се назад, не можеш ти таму. Ама ти сакаш. Ама да пробам. И секогаш сум се дружил, значи, со постарите мои пријатели по 3, 4, 5 години, тука се да ги наброим и Благојче Андреевски, Кристијан Кајчевски и така натаму. Значи, сите ние сме биле како една, да речеме, генерација, иако не сме биле на исти години, ама ете, ми биле спаринг партнери, долго време сме работеле и сме достигнале до тој успех, значи сме си дале самите себе еден на друг придонес за да стигнеме до успехот и да ги освоиме тие врвни резултати. Дали се сеќаваш кога е освои првата титула еве во Македонија како пионер, кадет, младинец? Па се сеќавам, обично тогаш такмичењата се држа во салата Расадник и таму како пионер имам станато секогаш Благојче беше оној првиот што освојуваше, значи иако беше 3 години, ама имаше помлади, постари сениори, јас настапував во постари сениори. Благојче Андриевски секогаш ја бележеше таа златната бележа, ја бев тука, второ, трето место во зависност од другите клубови, значи генерацијски во таа генерација што сме работеле, но подоцна значи веќе почнав да го пристигнувам, значи, да со мојот труд и со мојата желба, иако Благојче не стоеше во место и он тренираше, значи не се... Благојче има медал заедно со Јадранка освоено во тандем во... Да. Не знам на кое првенство беше. Државните првенства овдека што се случувале, тоа се првите медали што се... А го паметам, го помнам, во 1990 година, тоа беше... сум настапал претходно на европски купови, меѓународни на такмичења кои се одржувале во Бугарија, во соседна Србија, значи сум бележал резултати, ама некако го издвојувам оној момент кога во 1990 година во Полска, во Щечин, го освоив првиот медал, значи во таа кадетска конкуренција, да кажеме. Тогаш 12 години, значи трето место бе во поединечни кати и така ми беше забележителен успех и некако, да речеме, да го обележиме како еден старт во веќе посериозните надпревари, каде што се забележува, каде што тие медали се ценеа, многу се почитуваа заради конкуренцијата во која што ти си се надпреварувал. Да, беа освоени. Да, беа освоени. Не застанавме тука, продолжиме да се надпреваруваме, значи на многу други надпревари. Предизвик ни беше што многу млад на светските и на европските првенства, тоест официјалните, јас настапував во екипните конкуренции. Твојата категорија беше добар, освојуваше медали, меѓутоа ти настапи, можеби беше најмладиот член во сениорскиот тим на работнички, на домашните првенства и на Македонија, кога настапувавте надвор од државата или пак на некој меѓународен турнир организиран овде. Кој беше тој надпревар прв, како младинец, што си настапил за сениорите, а си постигнал добар резултат во екипна конкуренција? Па, вака, јас ќе го издвојам, тој секако дека се сеќавам на тој надпревар, тоа беше 92-та година, ама тогаш уште не бев ни младинец, туку бев можеби кадетската конкуренција. Јас настапив со ката тимот, заедно со Гоце Крстеки, он беше сениор, Благојче Андреевски, кој што беше у моментот младинец, а јас бев во она кадетската конкуренција. Тој тим беше составен на тој начин, затоа што сите, секој во својата категорија беше неприкосновен во изведбата на катите. И како тим добро функциониравме, добро се пратевме, без разлика што јас бев помлад, доволно, значи, синхронизирано работевме, моторичката, значи способност на силата која во изведбата на катата им беше скоро изедначена, иако јас бев во помладата категорија, затоа што јас сега не е убаво за мене да зборам, ама многу луѓе, значи и тренери што биле во таа кариера, посебно татко ми, сите ми кажуваа дека идам секогаш еден чекор пред, значи од мојата категорија во која што сум бил чекор понапред, значи тоа што сум го работел како за да работам во некоја си погорна дисциплина. И сега би го извел тоа такмичење, таму постигнавме, се пласираме во Монтреал во Канада, 92-та, официјално светско првенство. Настапивме, значи, во повеќе дисциплини, поголем тим бевме, значи,
имаше сениори, Благоче беше во јуниорската конкуренција, јас бев во кадетската, веќе на праг кон да влезам и во јуниорската. Значи јас настапив само со ката тимот, буквално тој дел го пополнив и забележавме 7-мо место, мислам, од целокупниот пласман, 7-мо место забележавме. Другите настапија, значи, во другите дисциплини, во борбите, исто така немаше некој медал, ама беше онака за одбележување, затоа што беше прво такво големо надпреварување, кај што исцрпивме, истегнавме големо искуство, значи, од тие надпреварувачи што се од другите земји, значи, поттик беше за да се продолжи понатаму да се работи. Значи го почувствува она што го носи големиот надпревар. И веќе тоа беше едно големо искуство за настапите натаму на тие слични надпревари, сигурно. Да. Понатаму би го извил 93-та, да го кажеме, имаше едно действие, иако и таму не освоивме резултат, тоест освои тимот на македонската репрезентација, тоа е првиот медал во екипно борби, го зема на третото место, бронзениот медал. И за одбележување беше, јас бев таму дел од ката тимот со Благојче со Гоце Крстевски, но и од ембу тимот заедно со Благојче Андреевски, каде што ембу тимот не го настапивме, бидејќи од други причини, ќе кажам и која е причината уствари сега, а ката тимот веќе го исполнив местото и настапив. По патот на кај Италија, значи, бидејќи патувавме тогаш со возови, јас веќе имав некој, бев заразен од сестрата, која имаше у моментот сипаници. Јас отпатував буквално со тие мали сипаници и кога стигнав таму, мене буквално ми се појавија на лицето, али желбата, значи, она што покрај тоа, значи ќе настапам за да не се оштети тимот. И ката тимот настапивме, не забележавме некој голем пласман, не се пласираме потаму, ама сакам да кажам како онака во мене тоа работело, без разлика што ете сум бил болен, некој со температури лежат дома, можеби кои се разболени од таа болест, ама јас веќе се најдов во ситуацијата и татко ми само со едно прашање вика бе, нема да можеш, тргни се на страна. Не, да не го оштетам тимот, морам да настапам, ова го работевме толку време, се трудевме за ова и ете за некоја си несреќа се случи тоа и не постигнавме некој резултат, ама битно не се откажав во моментот за да го штетам тимот. И што викаш сега на следните надпревари, мора да го вратам она, мора да се врати тоа што се загуби таму, да. И продолжија годините понатаму, значи во тие млади категории, значи 95-та во Скопје, Дијанка што стана европски шампион, јас бев второ место, исто и таму. Така се ми се има случува некои работи од возбуда, значи засилени емоции пред самите тие надпревари. Сум имало реакција кај мене, например, ете до некој такво надпревар, буквално не сум можел да јадам, значи сум мислел само надпреварот како ќе биде, што ќе биде. Ноќта не сум ја спиел, сум се будел и ете си се надпреварувал во текот на денот и сум стигнал до некој финале. Кога се будиш, што мислиш? А кога се будам, што мислам? Како ќе цело време. Значи како ќе биде, што ќе биде? Ќе успеам ли, нема да успеам, значи секогаш сум ги имал тие оптеретувања во главата. Што ако е нормално борба, ако ме нападне вака, како ќе му одговорам? Што и сите тие работи ти се вртат. Јасно. Тоа се некои емоции што владеат во мене и секогаш пробам да ги скријам, да не ги истакнам пред противникот, значи да не му бидам некоја си мета олеснителна сега околност за него за да успее, за да постигне поголем резултат. Многу мисли на али сум го имал секогаш во мене. Нормално, како и секое човечко суштество, значи ако ги нема тие работи, тогаш нешто не е во ред со него, значи. И сакав моментот да го надокнам, значи стигнав јас во финале во поединечното борби и бевме влезени во финале со ембу тимот, јас и Дејан работевме тогаш ембу. И се осетив некоја малаксност кога поминаа тие елиминации, надпреварување и така натаму. Тогаш ни беше доктор Савевски на такмичењето, он го покриваше во тој медицинскиот дел и он рече, вика, брзо носи го, вика, во државна болница, во клиника, вика, нека прими инфузија, вика, за да се поврати назад да ја има сила.
И јас реков, морам ли? Мораш, вика, оди. И јас буквално паузата дори беше, значи од елиминација до финалето, јас бев на инфузија. И се вратив назад, за жал, значи ја изгубив борбата од италијанскиот натпреварувач, бев второ пласиран во борбите, исто така и во Ембуто го освоивме второто место, но сепак значи си бев горд на тоа што го постигнав и секако, што да кажам, патешествие, пред секој некој надпревар, нешто секогаш ми се случува на мене, ама никош не сум се предал, не сум се откажал и секогаш сум терал. И има интересно кога ќе дојдеме до оној момент за 2014 во постарите сениорски надпреварување, кога ги освоив оние најзначајни мои медали, таму има уште едно патешествие, па ќе раскажам и за тоа. На патот до тоа патешествие, за другите патешествија, претходни. Да, претходни нормално. Кариерата ти е многу богата, исполнета со многу настапи. Имаш Европско првенство Прага 97 година, трето место. Имаш трето место уште едно 98, имаш второ и трето место 2004 во Скопје, имаш две трети места во Белград 2010 и имаш екипно второ место 2011, која ќе се погледне вака од 97 до 2011, зборуваме само за европската сцена, имаш освоено многу медали. Но интересно е, пред да почнеме со разговорот, баш направивме муабет околу тоа, имаш 3 светски титули, 3 злата од светските првенства, од европските нема. Да, така е. Ај сега за некој европско, кај што си испуштил. Па, ајде, вака ќе збориме и за европските. Значи, во текот на мојата кариера надпреварувачка, значи, ете, би ги извоил и тие два моменти. Имав две тешки сообраќајки, па со малце, едната беше со помала пауза од година дена, тоа беше 97-та, веќе во 2007-та таа има некое си поголемо стагнирање, затоа што таа сообраќајка беше малце полоша, беше со моторот предизвикана и требаше да се прави долго време пауза, дури ќе го напоменам тоа 2011-та година кога го освоивме медалот во екипно борби, заедно со тимот, јас бев во резервата, а Дејан беше моментот кога се повреди со ногата, го истегна, значи ја поврати повредата од претходното, значи со задњата ложа и он не можеше да рискира да настапи, а екипното борби секогаш идат после поединечните и јас буквално јас работев спортски борби, али секогаш со тоа ми го промени ритамот и тактиката на мојата надпреварувачка кариера во спортската борба. Претходно бев многу активен, офанзивен, веќе после таа година јас бев малце подеванзивен. Колку време се опоравуваше ти? Исто и Јадранка имаше некоја повреда, Јадранка беше скршеница. Да. Не е убава работа да се пофалам за тоа, можеби јас ја предизвикав таа скршеница, тоа беше на еден семинар во Виена, заедно бевме во парови, работевме и Илија Јорга го водеше, познатиот инструктор. Илија Јорга водеше и тука имаше некои зафати, се работеа покрај каратето, некои зафати со поставување на ногата и повлекување, а платформата беше таква како онаа гума што беше во расадник, како се сеќавате, и ногата кога ќе стапне унатре, буквално стапалото се залепува на самата нога и останува, и незината нога беше цврсто затегната и на моето повлекување, значи на тој трзај и се и пукна една од коските. Јас мислев дека е само некој истегнување у почетокот, дека мислев за зглобот се работи, ама веднаш после тоа констатиравме дека таа е таа скршеница што Јадранка уствари беше порена. Она брзо се опорави, значи година дена како што се стандардите, имаше нека операција, требаше повторно се направи операција се извад. Мојата повреда беше, значи буквално паднав со моторот, не носев кацига, ја удрив главата и буквално, значи тогаш од докторите бев стопиран да не настапувам во спортските борби, затоа што таму знае да се зададе удар во главата и едноставно така некои 3 години и 4 јас настапував во катите, дури не настапував ни во Ембуто, значи во катите, ката тимот, ката поединечна настапував. Кај што нема директен кај што нема директен контакт, ама еве првиот после таа повреда, првиот директен контакт со борбата, морав да не се оштети екипата,
Тоа беше 2011 и постигнавме добар резултат. Значи буквално во сите борби настапивме. Забележав и победи, во некои од тие бев поразен, па моите колеги ми извадија, значи да стигнеме до финалето, каде што во финалето среднавме со полската репрезентација, која беше многу искусна и добра, квалитетни борци имаше. Јас мојата борба ја победив, Кајчевски нерешено, мислам он беше во третата борба одлучуваше, но претходно изгубивме од претходниот наш надпреварач изгуби со повеќе поени. И така да тука беше некаде тесна борбата, ама сепак да, задоволни сме од тоа. Иначе вака како би избореле, би ги извоиле, да кажеме, 95-та или 6-та година, не знам точно се сеќам, таму во биографија напиша, во Римини во Италија, каде што јас бев уште во кадетската конкуренција, а настави тој оној жар во мене што се будеше. 94-та година, Европски шампионат, да. Римини, во борби индивидуално. Во борби индивидуално. Сега кажи ли што сакаш да кажеш? Ми значи таа медаља многу, затоа што сепак е прв златен медал од некој си тако, и ми значише затоа што јас уствари настапив во јуниорската конкуренција. И ги победив сите борби и се борев во финалето со италијанскиот надпреварувач, не можам сега сетам името, беше многу квалитетен надпреварувач, и го победив него и јас ја освоив првата позначајна титула од Европско првенство во јуниорска конкуренција како помлад кандидат. Ја освоив златната медаља. Голема работа тогаш меѓу другарите твои европски шампиони. И тогаш имаше една манифестација се случуваше, тоа беше како еден турнир, бидејќи беше Европско првенство, имаше гости од Америка, надпреварувачи, и беше направен еден ревиален надпревар, тимот на Европа против тимот на Америка. Од таа страна се настапија имаше американец, имаше канаѓанец, значи тие беа исто поканети на надпреварувањето, иако беше Европско првенство, и на самиот надпревар ние носевме сениори, ама тогаш беше пресудна одлуката на професор доктор Илија Јорга. Изненаден беше од борбата што ја приложи во јуниорската конкуренција и освојувањето на златниот медал. И он рече, нечу никој други, ја хочу Алјоша да наступи за тај надпревар. И буквално јас бев тогаш едно дете кое што влезе во ринг, имавме два меча, значи во ринг со големи звезди кои што настапува во сениорската конкуренција. Има еден од италијаните што денес како ќе го сретнам, он е буквално можеби 10-15 години постар од мене, он тогаш се надпреваруваше во тој тим на Европа и буквално во двата ревилни надпревари ги победивме, значи американците, и тоа беше онака за одбележување и ќе памтам тој надпревар покрај освојањето на моето прво златно одличие на јуниорската, но многу ми значи и тој избор што го направија и ми дозволија да настапам во еден Јорга беше селектор и вика, да, врвен елитен тим. Алјоша мора да настапи. Да. И ти настапи, ги оправда очекувањата. Ги оправдав очекувањата, да. Америка. И во двете борби, значи едната нерешено заврив, другата ја победив, значи во двете буквално го постигнав она што ми беше поставено пред мене. И понатаму? Понатаму можеме да ги издвоиме, значи Балканското првенство кое што одржа во Атина, тоа беше сениорско Балканско првенство, каде што јас освоив 3 златни медали. Едната беше со Ката тимот, заедно со Благојче и со Дејан. Другите две беа во борби и во Фукуго, каде што се надпреварував во едното од финалињата со Благојче и буквално го победив таму. Благојче сепак беше постар од нас и секогаш сме имале респект кон него. Ти тогаш имаше 22 години, бидејќи ова првенство во Атина беше 2000-тата. 2000-тата година, да. И ги постигнав тие 3 златни медали, ги освои тие 3 златни медали, исто така ми се за одбележување значајни, иако беше, да кажеме, во споредба со европското и светското првенство во понизен ранг, ама сепак ми беше онака прво издвоено, каде што со 3 златни одличија се накидив. Сега истата година ти освојуваш трето место и на светското првенство
2000-та. 2000-та година, да. 2000-та година полуфиналната борба исто е така за помнење, значи сите тие спомени сега вака како се навраќаат и кога се потсетуваме на тие настапи кои сум ги имал, ние победивме можеби 3-4 кола поред и дојдовме во полуфиналето кај што се боревме со бразилската репрезентација која што беше многу добар квалитетен тим. Во нејзе беше и дел Рикардо Буци, најдобриот репрезентативец на бразилската екипа. И буквално Добро, познати се за каратето бразилците уште од давнешни времиња. Да, јасно, давнешни времиња, ама во моментот, значи, кога ја се такмичев, Рикардо Буци некои 4 или 5 години постар од мене, он значително бележеше добри одличија, стана светски првак, дали не можам да се сетам, во Белград беше, во Белград беше, од 2002 година. Ама таму имавме, баш буквално во првата борба јас се борев со него, бидејќи борбата заврши нерешена. Ти имаше сребро во екипна конкуренција. Сребро екипна, да, сребро екипна. Да, 2002. И таму исто има интересно да се каже, бев повреден во полуфиналната борба од украинскиот надпреварувач. Буквално некоректно, не спортски сакам да кажам, изведе некој си зададен удар од како борбата беше стопирана и сигнализирано беше со знаменцата дека ќе се досуди поен за мене, бидејќи јас и претходно водев. Мојата борба беше прва, ми се чини. Јас веќе водев со 4-0 и кога го задав тој поен, он некоректно, значи, зададе еден удар додека јас бев доле со ѓакоцуки во телото, он зададе удар во пределот на носот. Ми создаде пукнотина, течеше крв многу, значи докторот ми забране, вика ти не ќе можеш во финалето да влезеш. Репрезентацијата доби дисквалификација заради тој удар, иако ние водевме во самата борба, во континуитетот, значи не можев да стигнам да помогнам на репрезентацијата, замената влезе, иако и тој е искусен, значи добро се бореше, но сепак ќе изгуби борбата. Се бориме против италијанската репрезентација, која што беше еден квалитетен тим, онака имаше добра наназад ретроспективна на освојување на златни медали од сите светски и европски првенства, квалитетни надпреварувачи и за нијанса фалеше, значи, да успееме и таму да ги совладаме, за да можеме да постигнеме уште на тоа такмичење во 2002-та забележителен успех со златен медал од светското првенство. Сега доаѓа една пауза на освојување на медали на светските првенства од 2002-та до 2014-та во Каиро, и во Каиро се случува, би рекол, експлозија. Експлозија, баш така беше. И како изгледаше тоа? Чувството е големо, како што кажав, таа собраќајка многу ме повлече од спортот. Јас доаѓав во салата, тренирав, али од надпреварувачките полиња ме повлече, значи јас настапував, ви кажав, во Кати се надпреварував. Предизвик беше 2011-та, за да ме повлече назад, повторно во спортската борба. Сега тој е тука тој момент што го кажувам од таа 2007 веќе кога влегов во тие надпреварувачки, повторно се вратам во спортската борба. Мојата тактика и стилот на работа во самата спортска борба беше многу променет. Беше премногу дефанзивен. Како помлад не сум размислил, само сум гледал да го земам поенот, сум имал брзината, експлозивноста, секогаш прв сум тргнувал, сум достигнувал, некогаш навреме ќе се судриме со противникот и секогаш следа повреди, како модрици, пукнатина на носот и така натаму. Веќе сега требаше малку другачие да се размисли. Опасно е двајцата кој ќе тргнете во офанзива и доаѓа до директен зависност каде е заден удар. Некој може заден во глава, ти си влегол во тело и обратно, значи некојаш се суди ајучи, значи обострана реакција на двата противници. Тоа е многу тешко да се случи, ама добар судија може да го види тоа и да досуди ајучи, да не се досуди ни за едниот ни за другиот поен. И да се вратиме за што го зборам. Некој ако се збуни од судије може да додели поен на едниот или другиот. Може да додели. Значи тука се до самата проценка на судијата, значи како добро го опфатил моментот, значи неговата пак он е арбитар кој што
се почитува неговата овакво, ти во Последно спортска борба си прими удел и ти си задал удар, ама не можеш точно да кажеш кој. Да, може би си го осетил, ама не ти дава она у себе. И јас дадов у исто време, зашто колку имало такви поплаки, жалби до суди, ама од најразлични такмичари. Ама сепак се прифаќала нашите суди, значи правилниците во нашата федерација се строги. Веднаш се доделуваат казни ако придеш, му проговориш на судијата, значи буквално се почитува како тренер, се бара страшна дисциплина и мора да постои таа самодисциплина кај самиот надпреварувач, значи да не му се зголемат емоциите, да искочат од рамките и да експлодира. Јас спомнав за една експлозија во Каиро. Да. Во Каиро. Да почнем од почеток. Како се случи во Каиро? Се случи една неубава работа, како што стандард на мене ми се случува. Ќе рече некој малер сум, пошто зборувам за толку. Буквално летот за Каиро, летавме во Рим и летот за Каиро не беше доцна вечерта и ние искочивме во Рим да направиме на прошетка, пошто сабајле рано стигнавме. И знаеш са како се шеташ, а не дека еднаш кога сме го виделе неколку пати, ама интересни работи има за гледање, сите знаат Рим е многу убав, премногу плоштади и така натаму и така натаму. Колосеумот тamo, фонтаната и Треви. Патувавме со метро и јас како што си го носев апаратот овдека, одоздола ми беше ташничката, каде што ми стоја новчаникот, пасошот и така натаму и така натаму. Во таа гужва во метрото некој го отворил ташничето, од торбата не можеш у таа гужва да видиш дека некој интервенира, нешто работи доле, оперира, би кажале. Ги извадил новчаникот, го извадил пасошот и искачаме од метро, продолжуваме ние нормално со прошетката. Ти појма немаш што се случи. Кога јас да извадам пари да платам нешто, кога гледам новчаникот го нема ни пасошот. Тука една паника, што сега, како ќе се случи интервентната брза реакција, значи на нашиот селектор, значи тоа е татко ми. Веднаш отидовме, значи до амбасадата. За жал амбасадорот не беше тука, клучот заклучен во сеф, значи не може да се даде документ не може да се даде и тој документ реално што се дава да се повратиш назад во државата, а не да продолжиш назад. Интервенираме, значи оние пријатели што ги имаше татко ми, значи интервенираме тука од Министерство за надворешни работи, наложија, значи веднаш да се интервенира, да се даде некаков документ за да може да продолжи да надпреварувачот да се надпреварува, да стигне до таму кај што требаше да иде. Па од Венеција таму ние конзулот доаѓаше специјално со воз, го донесе тој листот, сликата, печат се стави, сето тоа се заврши во амбасадата и се заврши, ја меѓувреме ние пријавивме во полиција, тоа и тоа се случи така и така. Тргнавме на пат, кој искачаш од Италија ти викаат Бујрум, кај сакаш ти оди со тој документ? Ама јас идам, што се вика на ризик, нас стигнам на светското првенство. Значи имало многу препреки за да се стигне до на главното кај што треба да дојдовме. Селекторот, односно таткот ти лут, што не си вливал, што ти украле. Да, што ми украле, да, и сите тие работи. Стигнавме во Каиро, документот го гледаат, не важи тоа, нека дојде амбасадорот од Македонија кој што е тука во Каиро, па ќе разговараме и полекаме. Свртија назад, така да речем, аеродромски затвори, буквално, бидејќи сум без документ. Ме ставија, ја преспав вечерта, не беше пријатна вечерта, не ќе ни да ја раскажувам, нека ми остане тоа во сеќавање, сето тоа таму што го видов. Ама сакам да кажам, и покрај таа препрека, и покрај стресот кој што беше доживеан, што ќе биде се, како ќе биде, сака веднаш да ме вратат во авион. Ама иде почека, од сабајлето да дојде амбасадорот, он со некоја си негова гаранција, ме извалекоа од таму, ме однесоа до хотелот и од тука веќе продолжија надпреварувањата. И покрај сите тие препреки што беа поставени бариери, може би што кажуваш да ме разлути. Те разлути, викаш, аман од овие малери. Аман од овие што се случува, ама ете, се заврши, дојде надпреварувањето, значи, таму веќе ја постигна, значи, јас имав во екипната конкуренција, значи, освоени доста резултати во поединечната, да речеме пониски, како бронзен, сребрен медал,
но ова веќе беше врвот. Значи, во борбите 2014 година се надпреваров околу 6 кола, сега не го имам ко системот тука, околу 6 кола, знам, се борев за да стигнам до финалето, каде што се сретнав со брат ми. И како што и многу пати претходно. И кажи загревањето како изгледаше. Па загревањето беше... Татко ти кај беше, тамо, вамо? Татко ми беше на страна и само ја пратеше борбата. Забележително беше тоа што председател, бидејќи кај нас сите се облечени во тие хаками и кимона, од судија до председатели на федерациите, тоа е Рик Јоргенсен, он е од Канада, он беше у моментот беше председател на Светската федерација. И он рече, јас ќе го судам мечот. И он буквално влезе само за таа борба, финалната борба да ја суди, каде што по некоја случајно се сретнавме јас и брат ми, бидејќи ги победивме од едната и другата страна нашите опоненти. Мако трпен ни беше патот, јас на едно борбиште, он на друго борбиште, буквално не си ги ни пратевме борбите. Борбата беше атрактивна, у смисол на тоа што немаше чување, немаше чување, значи желбата не беше премногу голема и на едниот и на другиот да го постигнеме тоа. Кај Дејан беше голема затоа што Дејан беше станат европски шампион на официјалните такмичења, имаше веќе европска титула и немаше светската титула, немаше. И голема му беше желбата да достигне до нејза. Кај мене пак беше другото. Иако веќе јас во ембу дисциплината завршив со Мате Ангеловски и веќе го имав освоено златното прво место мое од светско првенство, но сепак тоа беше во екипна конкуренција. Некое друго одличие кој ќе индивидуално го заслужиш тој труд што си го вложил во сите тие години. Треба да се бориш со брати. Едноставно, како да кажам, научени сме, тоа нашиот татко селектор, тие сите емоции што ги имаме меѓу нас да ги ставиме на страна, да ги тргнеме. И на тренинг сигурно така. И на тренинг, да. Нормално не да влезеш во ринг и да идеш да го убиствено да направиш, али многу биле нашите борби поатрактивни, иако ретко сме се сретнувале, поатрактивни беа, у смисло тоа кога ќе се сретнеа италијан со италијан во финале. Зборам на некој друго првенство или романец со романец, бразилец со бразилец. А овде македонец со македонец и тоа македонец со македонец и тоа па браќа уште одозгора. Некако разменивме серија на удари. Сега тука што беше решавачкото? Не решавачкото, него сакав да кажам зашто дојде до нерешено да заврши таа борба. Некој ќе рече ајбе не се бореле, се жалеле братска борба. За жал ја немам снимката, ама буквално таму многу удари се разменија. Што во глава, што во тело, што одблокирано, што зададено, некаде недоволно цврсто изведено, некаде можеби фалел ставот да биде подобар да се изведе. Значи и од едната и од другата страна. Двајцата бевме активни, каде што се од моја страна кажам, а и нормално таа вакво одлука на судиите после тоа да одлучат кој да победи, сигурно превладувало тоа. Некој од еден од двајцата може би имал пореални шанси да освои поен, може би бил поактивен во самата борба, може би истите судии ги судат целата борба. Истите судии ги судат и претходните на борби за да се стигне до финалето, па знаат како е прикажана таму една слика, како е овде прикажана од другата страна. Значи тоа е нивна одлука, пак они се арбитри, ние ги почитуваме нивните одлуки што ги донесуваат. Поентата ми беше да кажам, атрактивна беше борбата. Изравнета, атрактивна, разменети удари. И сега судиите. И сепак судиите дојдоа на крајот да донесат нивната одлука. Нивната одлука едногласна беше, значи за мене, значи таму се 4 странични судии, еден главен судија и така беше донесена одлуката. И буквално од една страна голема радост за мене, од друга страна значи со мала жалост кон братот и секогаш значи со таа утеха и буквално и на пиедесталот кога сме заедно качени,
бевме гушнати, му кажав, значи има нови такмичења, значи наредното ќе биде, верувам во твоето. Ти си наред. Никако нема разочарување, тука застапуваме што нормално тоа следеше и од селекторот. Големи честитки од официјалните лица како председател на Светската федерација, значи за борбата што ја прикажавме и за лагањето, за да го истакнеме на најдоброто од нас, за да можеме да стигнеме до тој врвен трофеј што го постигнавме тогаш. И од Каиро немаше проблеми за враќањето, ако За немаше враќањето пасош. некако беше онака, ајде, врви, ја викам фалови на вас, викам, тоа е тоа. И голема благодарност до амбасадорот тогаш што искочи во пресред и до Министерството за надворешни работи што ги издадоа тој документ, значи За да одиш, да отпатуваш и да се не беа они заќитиш буквално они во таа ситуација. Голем ќе беше процесот враќање назад, вадење нова карта немаше да се достигне до Од светските првенства уште едно злато 3 години подоцна во екипна конкуренција. На тоа светско првенство имаш и трето место, па ајде со тоа злато да ги заокружиме светските првенства. Па како што секогаш збориме, значи кога ќе го постигнеш оној највисокиот резултат, не треба тука да се застанеш, што е и главната идеологија во карате спортот, значи секогаш продолжуваш напред, буткаш, никако да застанеш. Тоа што ќе го освоиш треба и да го потврдиш. Секогаш стоиме со таа идеологија во нас. Но после тоа надпреварување во 2014 кај мене, не е убаво да се каже, се јави некое мало разочарување од страна тоа кога се вратив, како беше прифатен резултатот, како го третира, очекував дека можеби ќе се добие тоа државна награда, значи одликување со спортската пензија. Значи јас не видов такво, едноставно не свативме дека морално беше, како што така ни дадоа објаснување од самата агенција, ни дадоа објаснување дека во рокот од месец дена после надпреварувањето ти треба да ги доставиш документите и да поднесеш за тоа. Нема логика тоа, зашто тој пласман е запишан во тоа е тоа што Федерацијата меѓународна и таму може секој да отвори денеска да види таа и таа година. Светско првенство, светски првак, тоа е тоа што сакав да го кажам, значи, ама сепак се случи тоа, добивме таков еден одговор кој што немаше никакво поврзување со тоа што они го објаснуваа, каков резултат е постигнат. Не беше нашата кривица, ние можеби и порано ќе го поднесеме тоа, ама многу се доцнеше да се пратат, значи, тие косистеми од Светската федерација, од организаторот кој што беше во Египет до Каиро, и ние никако не го подбуцнуваме тоа, не знаејќи го ова друго што ни го дадоа како објаснување на нас. Не е проблем. Ние, ако не беше за месец дена, може би беше за месец и пол поднесувањето, и одговорот што го добивме не беше логичен. Пробавме на неколку наврати да стапиме во контакт, во разговор, значи таа беше одлуката и остана така, и кај мене може би во тие година-две идни некое разочарување се јави. Јас не се откажав од карате спорт. Месец и пол таа титула. Вечно. Вечно трае и вечно ќе биде запомнета. Значи, таа буквално, ако сега можам јас да ја квалификувам, таа е можеби меѓу една од првите титули од светско првенство. Не ќе да навлегувам опширно во спортот, ама во карате спортот. Значи, додека брат ми после тоа не ја освои неговата, значи таа беше една од првите, заедно и таа титула со Мате Ангеловски што освои, и сестра ми освои златна медаља на тоа светско првенство. Значи, тоа беа првите 3 титули што беа донесени од некои одличија, златни медали, што беа донесени од светско првенство. Продолжив со работа, со новите генерации, со тренинзите. И после 3 години реков. И после 3 години се вратив повторно, значи со Ката Тимот, злато. Ката Тимот, јас, брат ми Дејан и Мате Ангеловски. Значи голема беше конкуренцијата. Тоа надпреварување беше, значи, веќе оформено, значи, како официјално, но беше обединето карате, се организира под обединето карате и многу беше поголема конкуренцијата и ние стигнавме до златната медаља, и тоа исто така за како едно важен успех кој што сум го постигнал во мојата кариера. И после тоа следат, значи, други надпревари. Тоа беше во Монтекатини во Италија, значи 2017 година.
Алјоша, за разлика од Дејан и Јадранка, физички многу се разлекува, уште од мало. Овие двајцата беа родени седмачиња и ми требаше доста долг период за да физички ојачаат и за да можат после да ги пратат вежбите по карате. Но Алјоша беше цврсто дете како мал и тој е роден во долната сала и протрча и проводе во долната сала. Фактички он не проводе, него почна веднаш да трчи. И таа сала, колку што е околу 200 квадрати, тој, пошто живееме тука, секој ден трчеше околу салата, уште после продувањето таму, после година и нешто. Физички е многу јак, за разлика од Јадранка и Дејан. Исто така и психички е доста јак. Значи, како што реков, поред за постигање врвни резултати, поред што се бара висока техника, и долг период на вежбање, за да се совладат сите тие вештини во каратето, тој исто така има голема храброст, има срце, што се бара во боречките вештини. Тој има ситуации, јас сум имал многу каратисти кои биле перфектни во сала, па дури и на такмичење, ама каратето знаете дека помага и некогаш како вештина кога се наоѓаш у незгодна ситуација на улица. Алјоша е многу вешт и во спортско карате, на спортско борилиште, а имал и некакви случаи како млад и на улица, каде што перфектно се справил со повеќе противници у моментот кој му правеле, мислам, он не бил некој агресивен дечко, меѓутоа често пати знаел да помогне на послабите и најчесто на другарите. Кога ќе се нашли у некаква неволја, имаше неколку такви случаи, каде што све се случуваше да им помогне на другарите и успешно тоа го правеше, така да каратето ги изгради сите на едно високо ниво и навистина стана, не за тоа што ми се синови па ги фалам, навистина стана завршија се што е потребно во карате вештината и не само тоа, стана и доктори на наука по физичка култура. Бидејќи се ближи крајот на емисијата, да резимираме дека најдраги веројатно ти се 3 злата од светските првенства. Жали што немаш злато на европските првенства, но имаш 2 места, 3 места, многу медали на Балканијадите, меѓународните турнири да не ги споменувам, ги има многу и тамо си победувал, па еве покажа дека еден спортист и да го следи некој малер како таа моторџиска, би рекол, повреда, повторно собира сили, си поставува цел пред себе, се враќа и натаму победува, дури доаѓа и до златен медал на светско првенство. Тоа покажува колку сте силни каратистите и колку е голема таа желба кај вас да се успее. Просто горите од таа желба да успеете, а сето тоа го прави дисциплинираниот живот, редовниот тренинг и нормално имајќи визијата пред себе што сакаш да постигнеш, те понесува тоа за да стигнеш и да минеш низ целта меѓу првите, ако не прв тука, меѓу најдобрите.
Знаеш, само уште нешто да додам, сакав да кажам. Додај, па да те прашам после, да. Ќе зборим и за тоа. За ден каратиста биде успешен, значи во традиционално карате и вештината која што изведува, значи тоа се неколку ставки кои што се многу важни за еден спортиста, не само може би во тој спорт, и во другите спортови, ама во традиционално карате, значи мора да поседува стабилна емоција. Значи, да има стабилна емоција, сериозност во пристапот, во тоа што сака да го постигне, значи да биде фокусиран кон оној момент што сака да го постигне, фокусиран кон подобрување на менталната и физичката вакво енергија. Да, и тоа е на основното што ќе го смисли, обедини во себе и што ќе тежне да го оствари. Да, секогаш да има само предизвик, значи развивање кај ученикот, значи развивање кај ученикот да биде подобар не само во техниката која што ја работи секојдневно на тренинзите, но и во менталниот дел каде што мора да биде збогатен со многу такви некои размислувања да не го победат емоциите за да може да стигне до големиот успех. И најважната во тие источно, барем во тие источно боречки вештини како што се каратето, џудото, аикидото и ред така натаму, само дисциплината и тежок тренинг. Значи да се почитуваат пред се предпоставените во салата, тренерот, само дисциплината ќе им помогне на многу работи, значи да ги совлада сите ние емоции како што се самодовербата, стравот, сите тие работи што му тежат пред некој надпреварување. Човек без емоции не може, меѓутоа треба да ги смириш емоциите. За да тоа што мојот татко ми го има пренесување додека ми бил тренер, значи сите овие работи секогаш со совет, со предразговор пред некој си надпревар или така натаму, он тоа што не го има на нас наметнато, ние се пробуваме нормално со овие помлади генерации кои работиме, да ги изведеме на правиот пат. Да го применат. Сега ти си доктор. Докторираше на Универзитетот во Софија и вака накусо за докторската дисертација и што содржи таа? Докторирав во Софија во Бугарија 2016 година и темата беше, значи, прилично тешко, неостварлива, многу ми викаа дека тоа што планираш да го направиш е малце тешко. Ја сакав да направам некои споредби помеѓу три различни боречки вештини. Боречките спортови беа борење во слободен стил, бокс и карате. И сега нормално тие се различни спортови кои би се направиле некои компарација, се споредуваат, секогаш ќе има разлики, значи различни се тренажните програми. Тренажните програми не беа напишани некој по некој терк да се терат, него беа буквално оставени на самите тренери од клубовите. Нормално си имаат некоја си програма по која работат. Значи во 9-месечен циклус они да одработат, имаше иницијално, финално мерење. Иницијалното мерење кога го завршив, после имаше 9-месечен програм по кој што нормално и во училиштата си работеа професорите по физичко образование. И во самите, значи, други спортови си работеа тренерите во клубовите. Буквално луѓето што беа во комисијата, професори, значи, од тој универзитет, беа презадоволни. Јас се надевам дека таа докторска дисертација која останата таму и нормално тука и со мене, значи ќе даде еден предизвик, значи уште повеќе и подлабоко да се навлезе во тоа истражување, од причина што во заклучоците што ги добив, значи од тоа истражување, значи се сведува на тоа дека убаво е да има активност, значи посебно во тие основни и средни училишта, на некој од тие боречки спортови, значи не завземам став дали е тоа карате, дали е тоа борење или бокс, да има, нека биде како изборен предмет. Применив една анализа, уште ова да го кажам, мултиваријантна анализа на коваријансата, каде што направив споредба меѓу сите тие трите боречки спортови и испитаниците од физичкото воспитание, значи во сите тие варијабли што ги има, пример антропометриски, моторички и вако, во моторичките имаше најголема разлика од
од испитаниците од физичкото образование со боречките спортови. И ваму имаше разлики, се разидува, некаде прикажа дека борачите се најквалитетни во делот на снагата. Значи, каратистите во брзината, експлозивната, како и кај боксерите, тоа се јавуваше. Значи, сите тие бројки и цифри што искочија, значи, со таа мултиваријант анализа на коваријансата, значи, добра споредба и сето тоа е наведено доле во заклучокот, објаснето зашто тоа се случува, поради кои вежби кај нив се работи тоа, поради кои вежби се доаѓа до подобрување на таа моторичка способност, поради кои вежби во другата и така натаму и така натаму. Значи, комплетна една студија за тоа како и зошто треба да се работи на борилачките спортови. Тоа беше и докторската дисертација твоја, но на крајот ми останува покрај тоа што ти се заблагодарувам што оддели време да учествуваш во оваа емисија, да кажам дека тоа беше нашиот карате шампион Алјоша Недев од семејството Недеви, каде што четворица во минативе 50-тина, можеби и повеќе години се закитувале со медали од најголемите светски спортски приредби.